Да се подигне свеста кај младите за хуманите вредности и тоа дека секому треба да му се помогне кога треба. За хуманоста, значењето и принципите на кои почива хуманитарната организација на Црвен крст, денеска се едуцира учениците од основното Слава и Коарсов во населбата Баби. По тој повод да ги информираме за оваа организација, за незиното историско значење, за незината хуманост. Тоа има свој карактер што од општо човечко значење се грижи за човекот, за неговите страдања. Секој пат е ова организација активна во конфликти, во војни, во елементарни непогоди и така натаму. По 7 децениско постоење, Штипската организација на Црвен крст прва во државата ќе формира единица за брз одговор во случаи на елементарни непогоди и катастрофи. Единицата ќе брои 30 членови, претежно волонтери од АРМ, како и други сектори, меѓу кои образованието. Промовирање на една единица за одговор при катастрофи, каде што ние како Црвен крст би се вклучиле во евентуални временски непогоди и катастрофи, кои што ни е дадено во врска со закон. И исто така сакаме да се осврнеме и на тоа да привлечеме што е можно поголем број на млади членови и волонтери. Општинската организација на Црвен крст во Штип брои околу 300 членови и околу 3000 волонтери. Во преден план на организацијата е промовирање на вредностите за крводарителството кај младите, како една од поуспешните организации на ова поле во државата. Оној хуман чин, оној хуман гест кој што треба да се сади на децата уште мали, да продолжат по тие стапки, бидејќи крводарителот е тој што благодарение на пружената рака продолжува живот. 8 мај, светскиот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина, се одбележува во чест на роденденот на основоположникот Анри Динан, швајцарски трговец, хуманист, филантроп и добитник на Нобелова награда за мир. Во 1859 година како трговски патник, одејќи низ Италија, бил сведок на ужасите од битката кај Солферино. Неколку дена се посветил на помагање и лекување на ранетите, а поттикнат од желбата да им помага на луѓето кои страдаат во војните, 4 години подоцна, заедно со четворица угледни пријатели во Женева, Швајцарија, го формирал Меѓународниот комитет на Црвен крст.